Почитувани присутни, почитувани професори, почитувани промотори, почитувани сограѓани, кои што направивте голема чест промовирајќи денеска еден важен, многу значаен за мене документ. Оти многу често се декларирам како градоначалник на најтранспарентната општина во Македонија, па таков е редот и заради тоа е вечерашниот настан. Почитувани пријатели, го знаете моето работење, овие 8 години сум се трудел на секој начин да пуштам информација повеќе, отчетност повеќе, за она што значи трошење на вашите пари и честа да се води најубавата општина во Република Македонија. Во овој изминат период сработивме многу дела. И денеска е последниот ден, според мене, морално како градоначалник со овој отчетот и од утре влегувам во кампања, каде што ќе промовирам нова програма, нова визија, нови идеи за нашата Струмица. Па така редот е денеска да со актуелниот состав на советниците кои што ги гледам овде, некои седат, некои стојат, просто скромно како и што беа во целиот мандат, да се обидеме кај вас бизнисмените, кои што сте најсилен полнач на нашиот буџет. Невладиниот сектор, овде присутен, кој што е силниот коректор на тоа што го работиме, во смисла на вашето учество во комисиите за јавни набавки, следење на транспарентност, барањето на информација од јавен карактер и слично, целокупниот мониторинг врз нас, кој што го правевте, зедовме задача да токму пред вас како целна група ја промовираме Белата книга. Јас сум навистина среќен човек, прво ќе кажем што имам вакви промотори кои што застанале и навистина како и секој човек на кому се упатени вакви зборови, ми представува голема чест и сум ви многу благодарен на сите вечера овде присутни. А на вас, почитувани, ќе кажам во кратки црти. Нашиот буџет во општина Струмица го полнат граѓаните, но преку 85% полнењето на буџетот доаѓа од комуналиите, кои што најмногу доаѓаат од бизнис секторот и од приходот од продажба на државното градежно земјиште, каде што најголем купувач е бизнис сектор. Како и секоја фирма, така и општина. Ако обезбедите доволно пари, можете да дадете потврден одговор на било какво барање на граѓаните во чии име за која сметка ја водите општината. Јас успеах во овој период од 8 години на нашата 14-та поголемина општина во Република Македонија. Ниту прва, ниту трета, ниту седма, ниту 10-та. Ние сме 14-та општина во Република Македонија. Та денеска со чист образ, отворено пред сите вас, потврдам дека најчесто е потврдена како прво во Република Македонија и како најдобро во Република Македонија. Во овие изминати 8 години, повеќе од 6 години, сме прогласувани за најликвидна, за најсолвентна, за најкапитално интензивна општина во државата. Во овие последни 6-7 години сме прогласени за најтранспарентна и за најубаво место на живот. Во овие последни 7-8 години добивме 150 и повеќе од 150 домашни меѓународни награди и признанија. Општината ни е со 2 ISO стандарди, со кредитен рейтинг и со многу добри перспективи. Не би сакал да ги кажам сите овие ставки. Некаде во декември пред нова година за католички Божик, заедно со млади луѓе околу мене тргнавме да ја правиме оваа Бела книга. И наближуваше крајот на нашиот мандат. Како што видите внатре има еден податок кој што вели имаме реализирано 2360 проекти. Ние прва Бела книга промовиравме 2009 година. И бевме едни од ретките, можеби единственици, кои што дадоа ваков отчет. Сега стана модерно. За да ги напишете 2360 проекти требаше цела бела библиотека. И затоа се одлучивме на сублимат. Го гледате внатре. Сублимат во оведниот дел, а понатаму само најважните или најочекуваните препознатливи работи кои што се случија во Струмица. Невозможно е да се напише се што е направено.
Само ќе направиме една паралела. Едни од кандидатите на оваа политичка кампања нудат во сите 85 општини во државата вкупно 10.112 проекти. Тоа му доаѓа некаде во просек околу 130 проекти по општина. Еден од нашите кандидати во Струмица нуди 247 проекти. Ние за еден мандат во просек реализиравме повеќе од 1150 проекти. И тоа се конкретни капитални проекти. Еден таков е гасификација, еден проект е плоштад. Да, имаме и проект паркче близу пазарот Шешел и Мали, но имаме навистина и грандиозни проекти. Тоа што сакам да го знаете сите вие бизнисмени. Прво работев со совет кој што беше фантазија. Максимално кооперативен од сите политички партии. Кога беше интересот на градот, на населените места, општината, сите гласаа со консенсус, дебатираа и се бораа за својата општина. Навистина сакам да ви се заблагодарам прво на советниците кои што дадоа толку силна поддршка во овие последни 4 години работење во име и за сметка на нашите граѓани. Сакам да знаете што и да се случи на овие избори. Иако јас сум прилично свесен што ќе се случи. Оставаме општина многу силна, многу стабилна, многу перспективна. Менеджментот со ресурсите кои што го направи во овие години поттикна профит кај бизнис секторот, но го поттикна и марифетот да ги измакна вашите пари кои што ги имате заштедено или да ги заложите вашите капитали за да земете кредит и да го полните нашиот буџет. При тоа заработивте како бизнисмени, но направивме со вашите пари од комунали, вашите пари од земјиште и вашите пари од данок, од комунална такса и слично, многу убави работи за нашата општина Струмица. Затоа денеска, кој каде да излезе од Струмица надвор, се гордее со својата општина Струмица. Затоа сме признаени како општина Струмица. Така да во овој период, кој што следува пред нас, колку и да е кризен период, колку и да е тежок, а мора да одмине, имаме многу силни перспективи. Треба да знаат бизнисмените дека имаме урбанизирано 2.300.000 метри квадратни градежно земјиште. Преку 1 милион од тоа е државно земјиште. Целосно на располагање, подготвено за градба. Може веднаш да се објавува за продажба и веднаш да се гради на него. Имаме многу што да понудиме и на домашните, и на странските бизнисмени. Но она која што не прави посилни е силната инфраструктура која што имаме изградена. Убавината на градот е силна психолошка перцепција и за домашните и за оние кои што не гледат од надвор. Инфраструктурата која што имаме создадена пред се најсилната и ретка гасификацијата навистина е предизвик и примамливост за секој. Бенефитите кои што ги имаме постигнато навистина се веќе видливи, еве на крај некаде на грејната сезона пресекот е 70% заштеда од грејење во јавните институции. Во процедура се набавки на нови матови резервоари, мрежата постојано се проширува. Сакаме од 1 април да излеземе во сусрет на сите фабрики, на сите производствени погони, на сите кои што значат корисници на природен газ, вклучувајќи ги домаќинства. Општина Струмица во периодот кој што предстои има уште посилни предизвици. Сите индустријски зони се силен потенцијал за развој. Она кое што досега значи потврда за работењето во општината, представува и силна гаранција какво време не очекува во периодот кој што предстои пред сите нас. Јас само ќе кажам дека имав чест да ја водам најубавата општина 8 години и при овие 8 години навистина да бидеме потврдени за најубаво место за живење и за најперспективна општина во државата. Сакам вечерва од овде да заминеме со овој пресек на овие 8 години, моја чест да ја водам вашата општина, мојата секако Струмица, со еден отчет кој што ако го разгледате внимателно ќе видите дека навистина е многу сработено за нашата општина. Кога тргнав вечерва на оваа промоција на Белата книга, сакав да зборувам за сите детали. Но можете многу лесно и внимателно да ги прочитате барем сублиматот на 60 компоненти. Не навлегувајте по детално, за да сватите
колку тоа сме направиле исчекор пред сите општини. Некои ќе кажат, децентрализација дојде со почетокот на заем. Точно е, и тоа ме прави многу подобар градоначалник од моите предходници, кои што немаа такви ресурси со кои што јас работам. И тоа е неспоредливо. Но се борев и сме први во време од 8 години за кои што децентрализацијата важеше за сите општини. Сите ресурси ги имавме на располагање сите градоначалници во овие 8 години. И денеска сме на вистина најдобар пример за сите. Некој рекол единица мерка за успешност помеѓу локалните самоуправи. Така да, ако постои нешто посилно како гаранција, освен делата реализирани за себе, освен она кој што представува повидок по секојдневието за секој еден наш граѓанин, за известноста во едината во која што влегуваме, одлуката останува секако на сите наши граѓани. Сакам да знаете дека овој вечерашен рекапитулар од моето работење, од работењето на советниците во Советот на општина Струмица, го завршувам гордо, го завршувам со дигната глава и знам дека историјата ќе зборува за тоа што се направило во овие изминати години. Ви благодарам што стоевте да